сега 12 декември во 12 часот нова станица. Ова е реалноста на едно дете кое има тешкоти во слушањето, но ја наоѓа својата форма на комуникација преку уметноста. Зборува со молив, со четка, преку секој цртеж што го создава. Ова е само една од активностите на учениците од Средното училиште и ресурсниот центар Партенија Зографски. Што му се допаѓа најмногу да црта? Што се допаѓа најмногу да црташ? Портрети, предпоставувам, да. Портрети, бидејќи работам 2 години со него. Тоа му е една од омилените, можам да кажам, техники во ликовноста. Цело време се надоградуваме и планот е да оди на ликовна академија откако ќе го заврши средното училиште. Животот со дете со посебни потреби е благослов, ни кажа еден родител, но предизвиците се секојдневни и многубројни. Па еве најголем предизвик сега ќе завршиме школа. Што после 26 години? Немаме каде децата да ги носиме. Немаме дневни центри. Значи ние родителиве за нив се жртвуваме, им даваме многу, а после тоа кога ќе завршат со школова тие седат дома, станираат. И многу е тешко. Мора да се најде некој начин да имаме дневни центри, некои работилници да ги приберат децава, а не мора секој ден, барем 3 пати во неделата додат, за да децата да можат да комуницираат. Тоа е најголемата тешкотија и најголемата мисла, а исто и така после наша смрт. Директорката на училиштето, која одбележува 70 години од основањето, изјави дека е предизвик да функционираат и како центари и како училиште. Секоја година во училиштето има околу 50 ученици, а оние што не се од главниот град престојуваат во центарот. Предизвик најголем ни е сега во моментот што работиме како ресурсен центар. Значи, од 1 септември во моментов го одиме на тој најголем предизвик, што се очекуваше подолго време, да започнеме да работиме како државно средно училиште, како ресурсен центар. Патот се уште го одиме, има предизвици тековно, нормално, но јас се надевам дека сето тоа ќе го надминеме. 3 декември се одбележува како меѓународен ден на лицата со посебни потреби во светот. По тој повод, децата од Средното училиште Партенија Зографски изведува представа на која присуствуваше и претседателката Гордана Силјановска-Давкова.